Јас сум Дамјан Чунихин, професионален снимател. Јас сум Петре Шилегов. Јас сум Оливер Спасовски. Јас сум Липчо Николовски. Вочварски. Јас сум Дамјан Манчевски, бев избран за пратеник од изборната единица 1 на изборите од 2016 година. Тоа утро бев слободен од работа, бев хонорарно ангажиран, работев за N1 телевизија. Снимавме околу случувањата за кој и како ќе направи владата, од која завршивме со земање на изјавите од Павле Богоевски, Бетмен и Борис Дамовски. Си отидов дома. Утрото на 27 април беше сосема нормално, како и секој друг работен ден. Се случуваа истите буквално седници, истите дискусии, истите говори на пратениците од ВМРО ДПМН во тој период. Да се продолжи работното време за да престане циркусот кој се случува на конститутивната седница и да се изгласа собраниски спикер. Брзањето може само да не однесе во погрешна насока. И нашиот парламент е 8 дена заседава, личи секој ден еден на друг, како еден филм имаше со наслов Денот на Дабарот, да не го раскажам, но Некако како по некој шаблон се случува работите, затоа што чинот на изборот на председател на собранието го одлагавме подолго време. Може да ме обвините и за тоа дека го кршам договорот, ова деловник. Ве молам, не довикувате се, не мора да се покажувате пред вашиот председател. Речи си 30 дена работевме во собранието. Собранието да одлучи како ќе продолжи со сопствената работа, бидејќи волјата на пратениците, а преку нив волјата на граѓаните се изразува со множество пратеници во собранието. Ви благодарам. Сметавме дека може да дојде преку разговори со пратеничките групи, пред се со ВМРО ДПМН, кој што има таков став дека не смее да се избере председател на собрание и покрај тоа што знае дека има формирано парламентарно мнозинство. 62 со својот подпис стојат зад еден колега Талат Џафери да биде избран за председател на собранието на Република Македонија. Што тука не е јасно? После попладневните часови, веќе председателот на Социјалдемократскиот сојуз побара да станеме за да не види тогашниот спикер Трајко Велјановски. Во салата беа присутни пратениците на ВМРО ДПМН. Не беа на своите места, туку излегоа и застанаа околу говорницата, околу пултот каде што седеше председателот на собранието. со мојот мобилен телефон се снимаше постапката за избор. Ми се јавија дека морам одма да се вратам во собрание. Одма станав, се вратив. Во тој момент премиерот Зоран Заев најави пресконференција заедно со новиот председател на собранието Талат Џафери. Тоа беше некаде околу 18 часот. По самиот избор се договоривме да се упатиме кон салата број 3. Сите новинари, фоторепортери, сниматели се упативме кон прес-салата. Пресот до пола течеше нормално. Почитувани граѓани, моја земјо, нека ни е честито изборот на нов председател на собранието на Република Македонија и нека ни е со среќа на сите. Можевме да следиме на мониторите кои што беа уклучени во самата сала. Како толпата се придвижува. Значи неаше ниту полициски кордони, ниту некакво обезбедување. Ни во најлошите сценарија или во најцрните соништа не очекував дека може да се случи влегување и пуштање на толпа во собранието. Видовме дека вратите некој ги отвори и едноставно луѓето почна да влегуваат во собранието. Ова ќе помине, се верувам, за неколку минути. Првата помисла дека сепак некој ќе реагира, дека не може вака. Јас лично не верував дека
е можно да дојде до тоа да се отворат вратите на собранието, да влезат внатре. Сепак сметав дека Министерството за внатрешни работи, македонската полиција ќе застанат пред се во одбрана на институциите. Сакам да ве известам дека и дел од структурите на Министерството за внатрешни работи не си ја завршија работата. Затоа што ги слушнавме и чекорите, извиците, кршење на врати и стакла на луѓе толпа што се упатува кон нас. Беше очигледно дека точно знаат каде треба да одат. Имам мал милион пати влезено во собрание и ден денеска ми е исто тешко да се снајдам на каде треба да тргнам за во прес сала, за во било која од салите во собрание, затоа што е целото во лавиринти. Тоа беше една и разгневена, меѓутоа и организирана толпа да дојде да го предизвика овој настан. Некако ние бевме до 13 души таму, во самиот пресцентар, во долниот спрат. Таму се собравме поголем дел од нашата пратеничка група. Дел бевме заедно со нив доле во самата прес-сала, а дел од пратениците беа во галеријата. Во моментите кога се спуштивме по скали за да влеземе во сала 3 или во медиа центар, се појавија над 30 можеби луѓе со качулки на главите. Сашо Тасевски изреагира дека треба да застанат. Дека полициски службеник ги предупреди. Го извади пиштолот. Слушајте, волам, полиција сме колеги, дали си нормален? Сашо Тасевски испука предупредувачки куршуми во виз, но таа постапка не ги спречи маскираните напаѓачи и гневните демонстранти да упаднат во прес-салата на собранието. Се повлековме внатре во салата, се затворија вратите, ги заклучивме, се обидовме да ги спречиме да влезат. Се обидовме да блокираме вратата. Прво што направивме беше малце не фати, да бидеме искрен, страв за пратениците кои што беа горе на галерија, затоа што и таму имаше толпа која што се обидуваше да продре, да влезе од вратата. И затоа што таму беа поголем број на пратеници, особено пратенички, не беше страв дека кога толпата влезе дека може да ги бутнат и да падне некој преку оградата. Почнавме да ставаме клупи маси една врз друга и да ги симнуваме полека одгоре доле жените. Успеавме, што сеќавам 2 или 3, да се симнат по таа импровизирана скала, да кажем, платформа. Тоа траеше можеби едно 15 минути, за да после дојде поголема група на луѓе, толпа, која што влезе внатре во салата заедно со сите тие 30 со качулки на главите и не знам, други кои што влегоа, кои што се нафрлија на сите нас внатре во медиа центарот. Влегоа за многу брзо време. И одеднаш таа просторија се наполни со една орда од 200-300 луѓе. Бевме набиени сите во еден ќош. Од денешен аспект кога размислувам, сметам дека токму можеби тоа не спаси. Помеѓу 2,5 и 3 часа бевме сите затворени по таа сала. Настанаа сериозни физички контакти. Бевме буквално атакувани со се. Нешто што можеше да биде при рака. Значи и со тупаници, со овие триподи, сталци за камери, со столици, со маси, со барјаците, оние кои што стоја знамињата. Каблите за микрофоните и така натаму правеа јамки со кои што фрлаа према нас за да може да не дофатат и да не излечат. Ги скршија коплјата и едноставно не бодеа.
разноразни навредливи зборови упатуваат кон сите нас, ќе ви убиеме, шиптари. Сите ќе ве убиеме, еден жив нема да излезе. Убите ги шиптарите. Заев шиптар. Сите ќе умрете. На едно место две различни слики. Во пленарната Славие, во сала 3 крвави лица. Буквално се што правеа беше да има жртви. Гаси светло! Гаси светло! Ме погоди еден од нив со бокс во лице. Се раскрвари носот. Не бев свесен тогаш, но подоцна лекарските прегледи покажа дека ми бил скршен носот. И јас бев буквално прв повреден од сите. Сето тоа траеше многу време. Самиот факт на многу насилство, на многу повредени. Помагав ми, имаше многу повредени. Премиерот беше многу повреден. Љупчо падна статив. Мене ме погодија со одреден предмет. Овој дел од главата му буквално се отвори. До сега во живот тоа го немав доживеано. Буквално парчето му го враќав со прст, му држев крпа. Позади мене беше актуелниот премиер Оливер Спасовски. Со негова кошула која што беше скината, се обидуваше да го сопре крвот. Едни со други кога се погледнавме, мислам дека на сите ни беше јасно дека окей, ќе останеме заедно до крај. Нонстоп бевме тука, нонстоп бевме сите заедно. Се држевме еден за друг. Во ликовите кои влегоа се гледаше многу жет за крв, за смрт. А во ликовите на останатите се гледаше жет за живот. Во еден момент го прашав Оливер дали од овде ќе излеземе живи, дали има некоја сила што ќе ни извади од овде, рече не. Навистина сметав во тој момент дека ние тешко можеме да се излечеме живи од таа просторија. Сватив дека ќе биде тешко. Мислам дека истрелот во воздух. Телефонот на Зоран Заев беше кај мене. Се гледаше таму преку масите дека во еден момент тепаат некого и тоа јас не можев да видам кој е тој.